Драги мои пријатели и пријателки, здраво живо. Ова е прва од низата колумни кои ќе следат на порталот Република. Слушај ваму. Се во мој стил, ќе биде неделно, дневно, може би на 5 минути, може би на месец дена, зависно како ќе биде инспирацијата. Ја така цел живот работам, не можам да правам планови и како ќе ми изоврие, така и ќе дојде. Некогаш мислев, планирав да стартувам понеделник или вторник или среда, па да биде пладне, па да биде гневник, па радосник, што ти ја знам. Но слушај ваму, сакам нешто да кажам, имам што да кажам. Имам што да кажам што ми се разликува од моите вообичаени платформи, а еве, сега ми дојде токму во овој момент да ја направам ова, затоа што овие неколку дена се соочувам со неколку проблема. Но еден мал вовед да кажам дека драго ми е што сум тука, затоа што има сега една дистанца од неколку години како опозицијата трпи абнормални напади од сите страни. Не баре сите проблеми што произлегуваат во земјава се благодарение на опозицијата. Или, уште поперверзното, види, знаеме дека ќе има проблеми, ама ќе ги немаше овие проблеми, ама опозицијата е крива зошто овие останале на власт. Има една француска, вика Шио мига джуро, или како што викаат кинезите, дај не ме кили, жити се. Мислам, стварно, предпоставам дека има кој ќе го купи тоа и така натаму и кои проблемите ги гледа. Ја не знам како можам да ја обвинувам опозицијата за било што, кога не располага со буџет, кога не располага со парите, кога не располага, кога нема никакво влијание врз судство, врз полиција, врз институции. А сите тие проблеми нам ни доаѓаат секојдневно токму од таму. Да, јас само стојам на еден постулат. А тој постулат е еден и единствен и не го менувам. Го кажав и на други платформи, на други телевизии, на мои емисии и на гостувања и ќе го повторам. Не час поскоро, веднаш смена на власта. Веднаш смена на власта. Ја ќе ја образложам зошто сметам дека власта да падне е добро. Мене ми рекоа, види, криза е, Русија, не знам, Украина, ово, она не е сега момент. Молам, баш заради тоа е сега момент. Бидејќи ние, откако дојде оваа композиција на фургони, не можам да кажам дојде оваа партија или ова, не знам како да го опишам. Композиција на фургони за сточен превоз, стокопромет. Што да кажам? Оваа земја само се задолжува. Само се задолжува. Дали можете да ги наброите аферите? Ја ви велам дека после 10 набројани афери ќе застанете, ќе се збуните. Толку има скандали. Прво финансиски, колку скандали, не можете да ги наброите. Дали е тоа Боки, дали е тоа Рашко, дали е тоа вакцините, дали е тоа Хонконг парите. А да не зборам за други скандали, убиствата, пасошите. И готово, веќе чекај, што беше попрво? Луѓе мои, не без преседан вакви криминални, економски, политички скандали, па политичките. Дали е Преспански договор, дали е бугарите, дали е со албанците, дали е платформата ова, дали е платформата она. Тоа е лудило. Не може човек да го опфати. Ја, верувајте дека нема рационален новинар, кој не сум го донел овдека, и тоа сите стабилни, многу поквалитетни од мене, со кои сум разговарал, кои сум ги интервјуирал, не може да ги донаброја. Ти ќе помине емисијата после 2 дена, ќе ми се Јанко беа без овие 3 работи не спомна. Не спомнавме.
Ја правев разговор со еден гостин за кој зборевме за автомобилизам. Па ми кажуваше какви проблеми имаат луѓето со автомобили. Пази, ова е маргинална работа, да кажеме, во нашево општество. Какви проблеми имаат со ова, и ми се јаве после 2 дена. Абе, Јанко, цела фабрика лажна не постои, никој не збори за тоа, па и ние заборавивме. Тоа е неверојатно. Неверојатен фокус и енергија ни треба само да ги следиме хрониката, камо да се изразат ставови, камо да се изрази идејата, камо да се изрази што не чека. И мене ме радува, бидејќи она што се покажа, што ВМРО, ДПМН, опозицијата, па и левица, па и сите останати, ќе ги спомнам, што го направија на локалните избори, апсолутно тука е ВМРО, ДПМН и градоначалниците. Што по тоа правеа, мене душа ми е рад. Кисела вода, Кавадарци, Штип, Газибаба. Само овие 4 лика. Јас сум спокоен. Не можам четворица. Знаеш, ќе кажеш за градоначалник, не мора да е политичар. Еве од власта. Ајде ќе спомнеме некој од градоначалник нешто направил. Луѓе мои, ова е страшно. Земјава само се задолжува. Општините се презадолжуваат, ништо не гледаат граѓаните. Откако од опозицијата освои некои општини и градови, сосема друга слика. Еве ќе го спомнам тоа Кавадарци. Митко Јанчев има 2 мандат. Кавадарци, кога последен пат јас сум бил, тоа е непрепознатливо. Што може еден човек кој е решен да направи, не да краде, да направи за да покаже. Нема подобар. Ако ви интересира каква е опозицијата, што ќе прави, како ќе прави, каде ќе прави, најдобро е да ги видите нивните градоначалници. Имате замерка? Не. Ако имате замерка, имате проблем. Тоа е моje мислење. Нема никој совршен. Но ова, споредено со останатото, е катастрофа. Оно што ми се случува, вие мене ме знаете дека ја работам и друга програма, идам, си цитирам преку 2 децени, веќе 23 години, терам емисија. Во 2018 година, овде сега ми доаѓа овој скандал, во 2018 година гостин ми беше Александар Николовски, вториот човек на ВМРО ДПМН, кој дојде со Букурешкиот договор, Преспанскиот договор. Не беше лапсус. Ја намерно сакам да кажам колку е поразителен тој договор за нас, затоа што еве го 5 години го гледаме што е. Но сите го знаеме и некако го избришавме. Го дадовме името за што? Влеговме во НАТО, побезбедни сме. Колку убиства, запалени автобуси, болници, криминални пасоши, масовно иселување од Македонија, крадење. Не знам дали спомнав крадење. Корупција, крадење, бегство од затвори, убиства. Доаѓање на специјалци од друг континент, од друга земја, да ловат дилери на дрога, шверцери на дрога. Дали некогаш оваа земја доживеала такво нешто? И кога сме биле најлоши? Пак ќе речем, опозицијата кога е најлоша е подобра од што позицијата кога е најдобра. Што се случи со интервјуто? Саат и 40 и кусур минути Александар Николовски го донесе преведен 2018. Знаете што беше 2018? Телефонот. Ало, Пер, дојкај мене у емисија, дај бе да збориме. Немој брат, не ме рчкај сега. Немој брат, не ме рчкај сега. Уцвикани сите. А и некои луѓе и беа во право. Колку само
бесправно беа уапсени луѓе кои и само затоа што беа блиски до ВМРО ДПМН. Една полициска хистерија, една потера, едно масовно апсење. Нормално, свесно да се заплаши народот, да не збори, да се заплашат и политичарите. Александар беше доволно храбар и доблесен, дојде овдека. Мислам дека беше тоа август месец, јули-август месец, по снимките се гледам вака, имам добар тен таму, значи и сунчен, сум фатил малце сонце, летно време на велосипед, шега на страна. Анализа, час по анатомија на Преспанскиот договор. Зошто сега у оваа колумна ништо актуелно е од прошлава недела во Слушај ваму, но е актуелно тоа што таа емисија по не знам кој пат на YouTube ми ја забрануваат. И сега, бидејќи признавам дека сум луд, ама не признавам дека сум глуп. Во мојата лудост има малци и троштина. Аха, ти не ми дозволуваш да го ставам, па ја отворам еден канал, друг, трет, четврти канал. Никој не знаете, па дури и ја ми треба време да видам колку канали на YouTube имам ставен. Истата емисија ќе ја ставам таму, не ми ја забрануваат. Проблем беше дури и да откријам што им е поводот за да ја забранат емисијата. Јас знам дека е затоа што не постои по-аналитичко вивисецирање и уништување на точките од Преспанскиот договор кој тогаш кажани последиците ги гледаме сега. Успеав после неколку години со натегнување избриши, па ја ке вратам, па пак ке избришат, да сватам дека, знаете, кога ја имам гостин, и нели имам екран во студио, па има компјутер, и има компјутерче, помала екранче, на неа се вртело нешто. Нешто тоа од YouTube било планини, звезди, ништо посебно. Никаков филм, некакви онакви landscape и што ти е, тоа било копирајт инфрингмент, тоа било така натаму и така. Викам, зар YouTube се занима? Претходно ја избришав емисијата од шпица, од реклами, од све, затоа што не можев да утврдам што им е проблемот. Прво што ја забранија за Канада и Соединетите Американски држави да не може да ја гледаат таму. На крај, после години неколку натегања, да ја забранат и секаде, па и кај нас. Но интересно, ја ви велам, ќе ја измигрирам на едно, на друго на место. И они се пикираа на таа емисија, бидејќи беше една од најгледаните, зборам за десетици илјади, споделувања, од неа вадени цитати. Дури сум направил копија од неа, сум изменил нешто у насловот и повторно сум ја ставил на истиот мој канал, кој е многу популарен, кој е многу следен, и одеднаш стои таа емисија таму. Не им паднала. Тогаш ми стана јасно и почнав малку да чепкам дека во Македонија има една организација која е како испостава на YouTube. Она е дел од една продукција на мој колега кој прави нешто слично, малце полигаво, што е, мислам, по-неутрално да речеме. Исто така многу популарно. Опозицијата го знае, они имаат и некоја соработка, но не ги знаат овие субверзивни дејности. А седиштето наводно, значи зборам во наводници, не можам да тврдам дека на Центарот за Западен Балкан е седиштето во Тирана. Ја можам само да претпоставам дека луѓето кои се контролори се истите оние кои се факт-чекери, цивили, отворено општество и слични. Таму се продуцираат такви новинари, такви луѓе кои треба да ги исконтролираат опозицијата, оние што не зборат спротивно од она што они го сакаат. Знаете што значи да те контролира и да ти забранува слобода на говор? Постојат само два назива во општественото уредување: комунизам и фашизам.
Дури не е ни диктаторство, не е ни во диктаторство имало колку толку некако, во монархија имало колку толку слобода на говор, во комунизам и во фашизам било санкционирање. Ова е санкционирање. Ја така го доживувам, ова е моje мислење, немам докази да тврдам, но ова е моето најдобро чувство затоа што тоа го имам. Затоа таа емисија и ова ми предизвика многу гнев, затоа што само покажува колку од материјалите, колку од слободата на говор. Например, има емисија каде што има гостување од, не знам, Мицкоски гостувал, кажал за Бугарија, кажал ставот за Бугарија, ставот на Македонија, дека ние никогаш не сме бугари. И одеднаш гледате, абе види, не е популарно, не е гледано. Но пазете, нивните механизми се такви да ке ти го искине, не да те избрише за да кукаш дека си... Пази, тоа е малце лукава игра. Бидејќи ја ако викам, Јанко вика, кој ќе го слуша? Тоа е и едната и другата страна, мене генерално не ме веруваат заради начинот на кој ги терам работите. Но кога ќе рече лидер на партија, малце е посериозно, тоа ме слушаат амбасади. И сега викаат, па добро, не си интересен за народ, не ти ново суштина за што се работи. Се спушта нивото на гледаност. Знаете, кога ќе отворите мобилен телефон или компјутер и кога ќе видите што има ново на YouTube, што има ново на Facebook, што има ново на Instagram, што има ново на Twitter, ви се сервира што ќе видат. И сега, ако вие сте позначајна личност, вие треба да бидете повидливи. Затоа што имате повеќе следбеници, затоа што има повеќе интерес за оно што сте го кажале, но има механизми и алгоритми кои ќе ве спуштат доле на дното. Знаат дека публиката е прилично ограничена во тој сегмент, не дека народот е глуп. Глуп е за сурфање, не е глуп за резонирање, не е глуп да си ја знае што е вистина, што не е. Значи, не можете да се навредите од ова. Бидејќи отвараш и гледаш, нема Јанко, нема Мицкоски, нема ВМРО, нема Република, кај се. А они по алгоритмите те спуштаат све подоле и подоле. Не си избришан, не си забранет. Само видливоста ти е ставена како да си ставен во најгуста скопска магла. Тоа се триковите. Кога и тоа нема да им успее, ќе бидеш избришен како што беше бришена емисијата и со Александар Николовски. И затоа, наредниот период, ќе работам на акцентирање, повторно афирмирање на оваа емисија, на ова негово гостување. Ја можам повторно да го поканам истото да го направиме. Не. Сакам тоа од 2018, за да ви биде. Не е битен ни Јанко, ни емисијата на Јанко, ни Александар Николовски, ни од која партија. Но тоа што е кажано, што е анализирано, е како шило. И тоа треба секому да му служи за да имате оружје, за да можете, бидејќи ако ние не успееме да се избориме за враќање на името, идентитетот, ќе се избори некоја друга генерација. Некој ќе рече, абе Јанко, влеговме, дај, нато влеговме, ќе влеземе, така натаму за добро, ово, она, ваме, таму. Луѓе, гледате дека не застанува. Веќе и оние најтврдо корни што се про-НАТО, про-ЕУ, што се и за оваа власт, им станува јасно дека децата нивни треба да бегаат, дека овде работите не се сменуваат на подобро. Корупцијата во судството не се менува, нели имавме една најава, ќе дојде тим, требаше од преку океанот да дојде тим овде, да мери корупција, да кажува шо како, да не си у кожа на опозицијата во парламентот врз која се прави притисок, пушти. Знаете што? И немам проблем да влезат во уставот бугарите. Ама да е тоа точка. Но, знаеш што? Се сеќавам. Ја многу заборавам, ама се сеќавам дека ја кажав. А и моите со кои комуницирав, гледачи во мојата емисија таму, веле, океј бе, ајде да го смениме името, ама со гаранција дека влегуваме во ЕУ и во НАТО и во Шенген зоната и тогаш кога ќе влеземе, го менуваме името еднаш за секогаш. Значи со
клаузула на одложен рок. Ние све направивме, све сменивме, барем пари да пуштеа, барем да затнеа уста, барем да пробаа да не купа тебе. Ни тоа, бидејќи парите отидоа за корупција, отидоа за автомобили, отидоа за вили, отидоа за се и се што, па дури ни гласови не купуваат. Само чувствувајќи се на една самобендисана горделивост, на една ароганција, на една препотенција, и ние со тоа живееме. Се чувствувате лошо? Тоа е добро. Тоа значи дека останало нешто нормално во вас. Толку за оваа недела. Ова беше Слушај ваму со Јанко Илковски за Република.